Добро ми дојдовте. Гледам убави луѓе кои денеска се тука за да се сетиме на еден принцип кој постои во нашата традиција и кој длабоко во секој од нас кога ќе се подсетиме дека има еден ден кога треба да му благодариме на Бога што сме живи, што ја чекориме земјата. Има барем еден ден годишно кога можеме да им простиме на оние што не повредиле, да побараме прошка за нашите гревови, да им простиме на оние што не прифаќаат. Еден ден кога ќе побараме единство со Бог, вечната желба на човекот за духовно родение. Затоа постојат овие македонски духовни празниства. Да му благодариме на Бог што покрај сите притисоци, сиве овие години, а последниве 100 години од четирите страни, ние сме тука, ние издржавме и покрај сите негирања. Ние можеме да се сетиме, убиени се многу луѓе, пролејана е крв, разгонети се луѓето, удрени ме печат на темнина, забранувано им да се изразуваат тоа што но ние не носиме мраза. Ние ги повикуваме да ги отворат границите, да го признаат она што постои. Ние сме тука, ние пееме и се радуваме. Господ одредил да има македонци и не дарувал со песни, со ора, со култура, со адети. И ние сме денеска да пееме повторно. Повторно да покажеме дека човекот може да биде близок до Бог, да не мрази, да не осудува, да не прави зло, да се покае за гревовите, да го избере Бог, да пее за Бог, да игра за Бог. Ете затоа Македонија издржа. Денеска со нас еден интересен човек. Тој служи во црква, му се случило нешто пред 40 години. 24 часа паднал во треска и повторувал Исус Христос. Југословенската милиција не можела да му се приближи. Го отфрлало едноставно, не виделе дека се работи за Божја сила. Тој служи во црква и држи две слави, Свети Петар и Павле и Црн Свети Јован. Но не е денеска за тоа. Во исто време, значи, ова што ние денеска го правиме Дион Исусови слави, тој го правил тие 40 години. Покрај прославите, односно литургиите во црквите, тој го носел македонскиот фолклор и тие луѓе пееле и играле, ги пееле тие обредни песни. Има еден термин што во македонската народна култура го употребуваат жените, го викаат служење. Минатата година снимав еден документарен филм во Паланка и викам што е тоа служење? А ова се службарски песни. Викам како, каде служите? Па служиме, вика, пееме за првиче, пееме кога ќе се даде некој збор, пееме за простување. Значи се работи за службарски песни. Златко Давидковци, ште Златко Давидковци од Режановце и Добре Тасевски дует на македонски изворни песни. Молитва се, брата, и верно живувале, живувале, многу работеле, ототале, пари спечалиле, кое направиле, море дојде време, па се ожениле. Две кучки тарви, море тарви, многу се карале, многу се карале, лjuto прекалнале, море ги овара, постара е тарва, море е тарво, ти помала кучко, море да Бог даде,
dečinja da imaš, devojkaš, vojska da gi pratiš, more i još tamo živi da ne dojdat. Aj, more je očula, pomala je tarva, pomala je tarva, pomala ta kučka, more je tarvo, ti mala rakučko, more odade, deca davna imaš, dečinja da imaš, sirarci da bidat, siraci da bidat, bez majka bi tako. More kad je pojda, na pazar da idam, more pojte deca, po mene da jarčat, more oj ti strino, ti moja mila strino, more je moj stara majka, more moj sta majka, vocrnata zemlja. Marko, majku da večera, večera pio, stajce smeje, progovara Markova tajuna. Oj ti, Marko, moja stara majko, ja te praša dvole mi rastem. Aj, prvi radost, majko, tjeka udava, drugi radost, Marko, sina ženi. Aj, milio, kanil, vera, la svirači, mi pokanil, vera, la svjatovi, i navara Marko kraljevići, izgovara milno progovaram. Oj, vi gosti moji, mili gosti, zajedlajte moja žolti sedla, zauzdajte tija žolti uzdi, najanete tija beli konji. Dima grada, oj zemlja, Marko, mladu snaju, kad je Marko nazad zavraćaše, se sretno
седнале две мала сватови. Ай, море проговара Марко Галевити. Oj, tatovi, mili gosti, razmenete tija žolti sedla, razmenite tija zlatni uzdi, a svatovi tija beli konji. Ajde stani, Jano, stani bre dušo, majka ti ide Jano na gosti, majka ti ide Jano na gosti. ajde Ako ide, dobro neka dojde. Jana je bolna legnala. Jana je bolna legnala. ajde stani, Jano, stani bre dušo, matko ti, Jano na gosti, tatko ti, ide Jano na gosti. ajde ako Ide, dobro neka dojde. Jana je bolna legnala. Jana je bolna legnala. ajde stani, Jano, stani bre dušo, momče to, ide Jano na vojska, momče to, ide Jano od vojska. ajde Ako ide, dobro neka dojde. Jana je živa, zdrava. Jana je živa, ne boli. Им благодарам на Златко и Добре. Видовте, овие народни обредни песни во себе го содржат дактилот. Рам, пам, пам, рам, пам, пам. Тоа е ритамот што го има и во Хомеровата Илијада, а е мощен својствен на современиот македонски јазик. Замислете еден ритам, античките метрички стапки. Речиси сите ние денеска можеме да ги одиграме во орото. Тоа е на вистина голем благослов. Кога на моите студенти им кажувам за јамските структури, за драмската поезија, за Шекспир, за Молиер, за Хомер, им кажувам дека
тие се богодарувани, бидејќи јас можам да им ги одиграм метричките ставки и тие заедно во орото. Например, јамската структура на Шекспир, рампам, 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 ја има во охридските народни песни. Например, Деспина ќе ја грабеме. Хомер е напишан во 17-минскиот такт. Рам пам пам 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 рам пам, гневото Божице. Денеска можеме да го одиграме. Но ќе зборувам за еден друг принцип. Зошто е тоа така? Има два вида на уметност. Едната е душевна, а другата е духовна. Што е разликата? Душевно е тоа што сме ние. Душа, тело, ум, тоа што човекот го има. Се разбира и дарбата од Бога. Му дал Господ дарба да пее. И во еден момент го заборава Бога и мисли дека самиот е создател. И почнува самиот да создава. И тогаш е душевен. Но има моменти, и тоа што е помислува дека тој е Бог, дека тој се обоготворува и е тој создателот. Но има моменти, како во македонските народни песни, кога тој останува да твори заедно со Бога, кога слетува во него Божиот дух и кога се создаваат песни кои минуваат временски дистанци, кои поврзуваат, кои ве допираат во срцето и во душата. Имавме ни еден таков пример, Тоше Проевски. Беше во сестона с македонците од Качарево. Тие го носат името на Тоше Проевски. Зошто тој беше посебен? Затоа што тој пееше за Бог. Тоа е разликата. И вие тогаш имате бесконечна енергија, бесконечна сила, бидејќи Божјата љубов пее во вас. Пушти малку посилно. Слушнете оваа песна. На моите студенти доскоро им предавав дека човечкиот глас се создава, завршува во темето на главата, од прстите на носите. Не знаев за другите слоеви на гласот. Кај апостол Павле има еден стих кој вели: да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Значи, постои ангелски глас, ангелски јазик. Тоа е оној глас и јазик што пееше кај Тоше. Постои уште еден глас, над ангелскиот, Божиот глас. Со ангелскиот глас, кога пеете, вие ја менувате чувствената структура на публиката. А со Божиот глас, вие можете во молитвен пеан да ги исцелите, ако ви дал Господ. Ова е една музичка собрани дела, кои се слетани од Господ преку пастор Константин Пешаров. Една од тие песни користам потоа во представата што ќе ја видите посланија. Тоа се песни кои доаѓаат од Бог. Бидејќи ние се дружиме со него, слушаме како одеднаш почнува, ги запишува и одеднаш песните менуваат нешто. Затворете ги очите и слушнете оваа песна, од каде доаѓа и каде патува. Минатата година, кога Штет Златко Давидковски ги слушна песните, рече: а ова не се песни, тоа се молитви. И навистина се молитви. Пеењето е состојба меѓу зборување и молитва. Ако вие постојано умеете да ви пее душата, како на пример што пеат македонските тапани зурли во вашата душа кога ќе засвират, почнувате да играте, вие доаѓате во состојба на молебствие, континуирана, непрекината врска на песна, на сооднос со Бог, на духовно родение. Затоа македонската култура е толку богата. Затоа што кога ќе се врати на својот корен, дека пее и игра за Бог, таа ја добива својата основна и базична сила. Значи, овие песни доаѓаат од Бог и завршуваат во срцата и душите на слушателите. Минатата година ги пеевме пред споменикот на цар Самуил. Ќе ви раскажам една случка. Ние пееме, дојде една жена, носеше торби, клекна на колена и почна да плаче. Таа плачеше 15 минути, додека ги слушаше песните. Потоа си ги зема торбите, не изгушка и си замира. И вие ако гледате од страна ќе речете што се случува. Ако сте отворени во срцето, ќе сетите од каде доаѓаат овие песни и каде завршуваат во вашето срце и душа, за да ве потсетат дека ние не сме само земни, дека еден ден ќе треба да застанеме пред Бога и да покажеме и да одговараме за своите дела. Затоа сме денеска тука, да повикаме на мир на македонскиот полуостров,
да повикаме во Бугарија, да се признат македонците, да се отвори границата и да живееме како браќа и пријатели, да пееме песни. И во истото важи за Албанија, за Грција, во Србија малку поинаква состојбата. Ете тоа сакав да кажам за овие песни, ова CD е промовирано, но сепак ви го препорачувам да го имате, нашите гости ќе го добијат. Да им посакам добре дојде на нашите гости од Тирана, групата од Елешница, тие беа и минатата година. Денеска се со нас луѓе од Сандански, од Софија. Тука се со нас нашите браќа од Гоце Делчевско и Мосомиште. Тука е Фоте Никола кој живее во Тирана, многу потекла од Мала Преспа. Значи имаме гости од Тирана. Тука е Вита Која, можеби некој заборавив. Се собираме барем еднаш годишно да бидеме заедно, сплотени, без страв, да пееме, да го славиме Бога. А сега го поканувам пастор Константин Кајшаров да промовира една мощна интересна книга која ќе се надоврзе на ова што го зборувал за Божиот и за ангелскиот глас. Добро вечер на сите. Како што ме најави прекрасниот Тихомир, вечерва сме тука сите заедно собрани и оваа прилика ја користиме за промоција на оваа мала книга која што дојде во ова последно време и насловена е како исцелување од смртоносни болести во име на Господ Исус Христос. Се помалку се зборува за Божјата љубов и се помалку се слави Бога. Се повеќе зема подем желбата за власт, за манипулација, за човечки признанија и за некаква површна сигурност. Луѓето се насочени во материјализмот и се насочени во тоа да си осигураат лагоден живот. На таков начин секојдневно чувствуваат борба со неизвестноста, а таа борба создава тензија. Ја кине љубовта, ја кине радоста од секој од нас. Јас не дозволив тоа да се случи и се препушти во Божите раце. Многу луѓе го прават истото, но сега е целта да допреме до многу повеќе луѓе, до многу повеќе нации и народи, за да слушнат дека во овие времиња каде што духовните вредности исчезнуваат, останува само една вредност, а тоа е да се има во срцето Исус Христос за свој Господ и Спасител. Може би звучи религиозно, меѓутоа луѓето го прифатија она што не е духовно како духовно. Го прифатија она што е страв како нормална емоција. Ја прифатија болеста како дел од нивниот живот. А дали Бог го обезбеди тоа за нас или ни обезбеди нешто повеќе? Господ не сака да сме во страдање, во сомнеж, во вина и да умираме. Господ сака да живееме. И ако чекориме по неговиот пат, тогаш кој го прима Бог, прима живот. Затоа ова е поттик до секој од вас и апел, доколку вие не сте го изразиле вашиот однос кон Христос. Направете го тоа со молитва, со песна, преку Божјото Слово. Оваа книга која што е напишана е една духовна рецепта преку која се добива лекот за исцелување од рак, од тумор, од она за кое што светот вели дека нема лек. Господ Исус Христос е лекот. Не од религиозни принципи, не од црквени правила, туку со љубов кон Бога. Ви благодарам на вниманието и за можноста со неколку кратки зборови да ја пренесам целта на оваа книга. Благодарам.